Зошто има толку многу верски заедници? Прашање кое од секогаш луѓето го поставувале, посебно ова генерација нашата и пред нас. Кога човекот треба да се определи да припаѓа во некоја заедница верска, кои се белезите кои треба да ги знае за да може да ја препознае. Токму ќе биде предмет нова предавање, тоа прашање зошто има толку многу верски заедници или толку многу цркви овде кај нас, а и во светот. На почетокот би сакал да се подсетиме на една трагедија која се случи на 11 септември 2001 година. Верувам дека сите се сеќаваме. Авионот на летот број 93 на United Airlines се приближувал кон својот трагичен крај токму таа година 2001 на 11 септември. Машината за снимање ги снимала последните зборови на терористите кои го грабнале авионот. Се слушнале зборовите Аллах е најголем, Аллах е најголем. Тие зборови биле полни со емоции и продолжувале да течат. Апаратот ги снимал сите разговори на терористите кои се наоѓале во авионот. Се додека не ги прекинала смртта кога авионот удрил доле во почвата на земјата. Ова не била прва трагедија, почитувани, од омраза и крвопролевање од верски причини. Во 1669 година Жан Леже, познат историчар на религијата, отпечатил низа кратки текстови со слики, опишувајќи го религиозното прогонство со кое се соучувале или се среќавале еретичките христијани таму некаде во Италија, наречени Валдежански долини, во северна Италија. Верувам дека сте читале од историјата за тие луѓе кои сакале да му служат на еден посебен начин, онака како што Библијата пропишувала. Тие сакале да му служат на Бога, меѓутоа биле прогонувани од други верски заедници и на жалост дури биле и убивани. Една од сликите што ги објавил Леже прикажувала старец. Еве, на ова слика може тоа да го видите. Старец од 90 години. Исаија Грант се викал човекот. Го фатиле крстоносците и ладнокрвно му ја пресекле главата. Овде го имате овде, еве на ова фотографија. Другите слики прикажувале жени и деца растргнати на парчења или набиени на кол. Телата биле носени на копија како предупредување на локалните жители да се покорат на римската црква или ќе бидат убиени. И затоа биле прогонувани валдежаните низ тие планини во северна Италија. Почитувани, зошто религијата секојаш била спорно прашање? Зошто се водиле тие крстоносни војни? Во име на крст, во име на Бога се убивале други луѓе, затоа што живееле или верувале малку поразличито од нив, или пак имале други имиња и презими така натаму. Врвниот извор на страста и на тоа воодушевување се преточувало на жалост и во насилство. Историчарите оцениле дека средновековната црква на Запад убила 50 милиони луѓе само затоа што припаѓале на погрешна црква. Значи не припаѓале во мојата, затоа што припаѓале во друга. За време, значи, на тие години наназад, околу 50 милиони луѓе биле едноставно убиени. Денеска во рамките на 19 светски религии, Светската енциклопедија на религии проценува дека има вкупно 270 одвоени религиски групи. Значи денеска еве се претпоставува дека има 270 милиони религиозни групи. 34.000 разни религиски тела. Едноставно секојдневно се ројат се повеќе движења, верски движења, секти, групи и така натаму. И сега ние како луѓе, кога треба да се определиме на која ќе припаднеме, во што да веруваме, која е најисправната или која е најблизо до оригиналот, до Библијата, до Светото писмо, стоиме на раскрсница и не знаеме. Токму ова предавање што ќе го имаме денеска и овој приличник што ќе го добиете ќе ви помогне или ќе ни помогне да се определиме и да ја пронајдеме она вистинската Божјата.
Ние вечерва ќе бараме, значи Божјата црква, не со име и со презиме, но сепак ќе спомнеме ние и имиња на разни цркви, но сепак ќе пронајдеме Божјата вистинската црква. Дали Бог денес на вистина има своја црква? Ако има, како се вика? Има ли име и презиме? Од кога постои таа црква? Ако е така, значи која е таа? Треба ли да се придружиме на некоја црква или е по-добро да останеме независен верник? Има луѓе кои велат, ја ќе се крстам, меѓутоа не сакам да припаѓам ниту во една верска заедница, религија или црква. Едноставно сака да бидат така наречено, како овде што пишува, независен верник, да нема обврски, да не припаѓа во некоја верска заедница. Дали е тоа, почитувани, можно да ние бидеме христијани, а да не припаѓаме никаде? Ајде да го поставиме вечерва и првото прашање. Колку е важно за еден христијанин да припаѓа на црква? Дали е тоа важно или не? Еве го текстот што ќе го читаме заедно во Дела на апостолите 2 глава. А Господ секој ден ги придодаваше спасените кон нивното мноштво. Очигледно во тоа време, во времето на апостолите, после Христовото заминување, црквата почнала да се шири, се приклучувале нов број на верници, на христијани. Меѓутоа, тие требале негде да припаднат. Не можеш да висиш ни на што. Нема да постоиш сам за себе. Мора некаде да се приклучиш. И овде текстот вели, мноштвото се ширило. И тоа мноштво било наречено христијани, односно следбеници на патот на Исуса Христа. Целокупниот аспект на прифаќањето на Христа е крштевањето во неговото тело, почитувани, во неговата црква. Црквата знаеме дека не е совршена. Црквата се сочинуваат верници, јас и ти, сите ние. Но во црквата може понекогаш ќе имаме чувство на недоверба или ќе бидеме ранети, но сепак тоа е знак дека тука се грешни луѓе кои сакаат да го поправат својот карактер и да го следат Исуса Христа. Но ќе видиме малце подолу дека сепак самото членство во црквата има корист, има полза секој од нас, има придобивки. И затоа треба ние да припаѓаме во заедницата. Црквата не е совршена. Чувството на доверба и на ранливост ве исполнува кога се придружувате на заедницата на верниците. Понекогаш заедницата може да ве рани, како што спомнав, но и да ја оправда вашата доверба. Меѓутоа, според Божјата реч, најважно што може да сторите, да стекнете искуство во самата црква. Кога припаѓаме ние во заедницата, тука ги делиме нашите дарови, ги делиме нашите способности и може да помогнеме на некој кои се послаби од нас или пак некој нам да ни помогне. Гледате, црквата создава заедница на пријатели, на разни карактери, но ние сме едно тело. Ние тука се дружиме, пееме, го славиме Господа. Кои се тие клучни придобивки кога ние ќе влеземе во некоја црковна заедница? Прво, црквата може да го потикне вашето духовно издигнување. Значи, кога сме ние во црквата, ние може да растеме. Нашите дарови да се усовршуваат и да добиеме дури и други дарови. Значи, духовно се издигнуваме. Тука наоѓаме своји пријатели, наоѓаме луѓе кои имаат исти цели, иста вера во Господа. Второ, вие можете да служите на другите како охрабрување на нивното духовно патување. Значи, им помагаме на послабите. Апостол Павле вели, вие појаките, помагајте на оние кои се послаби од вас. Значи, во црквата Христова ние сме собрани како заедница, како едно тело, да служиме на другите или еден на друг. И трето, црковната заедница или организација овозможува многу поуспешно проповедање на Евангелието. Ние може сами да проповедаме, да, соло, така наречено, но кога сме во едно тело, во заедница, може да се организираме, да правиме многу поголеми евангелски проекти, отколку кога сме сами. Гледате, почитувани, колку е важно да припаѓаме во некоја заедница, црковна заедница. Кога веќе сме се крстеле, кога веќе сме одлучили да го следиме Христа, ние треба да припаѓаме и во Христовата заедница. Вечниот принцип гласи дека ние не одиме во црква за да ја пронајдеме вистината. Туку се свртуваме кон Библијата да ја пронајдеме вистината. Значи, вистината е во Библијата, во Светото писмо, но кога сме во таа заедница, ние го продлабочуваме нашето знаење.
Значи нашата вистина, односно вистината Божја се продлабочува. Кога ќе ја пронајдеме вистината, ја бараме црквата која учи таа вистина. Не може да имаш вистина враца да си сам. Мора да најдеш соодветни партнери или верници или луѓе кои имат исти цели. Значи кога ќе ја пронајдеме таа заедница, ние се вклучуваме, односно кога ќе ја пронајдеме вистината, тогаш ја бараме црквата која живее според таа библиска вистина што ние сме ја откриле и сакаме да ја откриеме сте подлабоко и подлабоко. Ајде да видиме како се движела историјата на христијанската црква во минатото. Со кој символ е представена црквата во Библијата? Пророк Еремија ја споредува црквата со жена. Јас ја разубавив ќерката Сионова, прекрасна и разнежена жена. Во целата Библија, почитувани, Библијата ја прикажува црквата или ја споредува со жена. А блудницата, она лошата црква или црква која не живе според библиските принципи, ја представува отпаднатата црква или како жена облечена во црвено, а вистинската црква жена која е облечена во бела, во чистота. Вистината значи ја проповеда. Како е представена Божјата црква во книгата Откровение? Голем знак се покажа на небото. Жена облечена во сонце, под нозете нејзини беше месечина, а на главата нејзина венец од 12 звезди. Овде ја наоѓаме Божјата црква обкружена со сонце, месечина и звезди. Зошто се тие символи? Сега ќе ги објасниме. Што значи сонцето, што значи месечината, што значи символот и така натаму. Значи, ове се символи. Сонцето, тој е црквата како светлина на светот. Сонцето го представува Исус Христос. Месечината ја представува Библијата како одраз на Исусовата светлина, а звездите го представуваат воството на Божјата црква. Тоа се тие 12 племења, старозаветни и 12 апостоли од Новиот Завет. Гледате како Откровението го представува, ја представува вистинската црква. Сонце, месечина и 12 звезди, односно ги објаснивме, тоа се 12 апостоли. Кој се обидел во минатото, во историјата да и наштети, едноставно ја уништи вистинската црква? Овде имаме прашање, кој се обидел да ги уништи жената и низиното дете штом се родило тоа? Текстот вели, змевот сакаше да роди, та кога ќе роди, да го изеде детето нејзино. Ѓавот, почитувани од секојаш, бил Божи непријател. Тој сакал од секојаш да ја уништи Христовата црква. Едноставно знаеме уште при самото раѓање во Витлеем. Покушал преку Ирод, подоцна знаеме и преку Јуда, кој го издал Исуса Христа. Ѓаволот едноставно наоѓал секогаш замки поставил за Исуса. И на крајот Исус бил однесен да биде раснат. На крајот знаеме дека сатаната вдахнал зли луѓе да го раснат Исуса на крст. Радоста вест сепак од друга страна на Евангелието ни покажа дека гробот не можел да го задржи Исуса Христа. Гробот не можел да го задржи Исуса Христа. Ѓавот тоа го знаел. Ѓавот го знае планот од почетокот до крајот. Но сепак тој ќе поставува пречки со цел да се забави Христовото остварување, односно планот на Господа Исуса Христа. И знаеме дека преку средниот век повторно сатаната ќе успее да ја забави Христовата црква да расте. Како што спомнавме на почетокот, 50 милиони христијани били убиени само затоа што припаѓале во погрешна црква, а не она актуелната што постоела во тоа време. Затоа денеска во христијанскиот свет се обожаваат многу маченици, многу луѓе кои биле убивани само затоа што сакале да живеат според Светото писмо, според Библијата. Но Исус станал од мртвите и целосно го победил ѓавот. Тој знае дека денеска е победен и ќе направи се од своја страна. И затоа предизвикал прогонство во минатото. Тој во последно време ќе предизвика модерно прогонство. Модерно. Може би не треба да одиме горе на Кожев, во планина да се сокриеме. Но тој ќе те прогонува дома, на улица, на работа. Тој ќе најде начин каде ќе те прогонува со цел да го стапи се твоето одење напред кон Христа. Да човек крене раце да каже не можам да издржам, да се вратиме на стариот начин на живење. Тоа е почитувани идејата
на сатаната, но не треба се уплашиме, зашто Бог ќе биде со својот народ. Кого сатаната го нападнал, откако не успел да го уништи Исуса? А кога виде змевот дека е фрлен на земјата, пошла да ја гони жената. Гледате. А рековме, црквата со што е споредена? Споредена? Со жена. Сега сатаната ќе ја гони жената, бидејќи она детето што се родило не можело ништо да му направи. А тоа беше Исус Христос. Исус го заврши својот план у 33 години на ова земја и се вознесе на небото. Но сега тој ќе покуша на жената. Да ја гони жената што го беше родила машкото дете. И навистина, почитувани, ѓаволот ќе покуша и покушава во минатото да ја уништи Божјата црква. Гледате, во бело, овде е змеот, црвената боја. Сите сили се насочени кон Божјата црква да ја уништи. Но Бог ќе најде начин, Бог има план како да ја сочува и ја сочувал во минатото, ќе ја сочува и денеска. Еве, сатаната првин ќе удри на апостолите, на столбовите. Еве овде на сликава имаме објаснување како завршиле апостолите во своје време. Еве ја ќе ви прочитам. Матеј умрел со маченичка смрт, убиен со меч во Етиопија. Марко умрел во Александрија откако бил сурово влечен по градските улици. Гледате какви зверски убивања. Лука обесен на маслиново дрво во Грција. Петар раснат, свртен со главата надолу. Јован ставен во врело масло, но по некој чудо побегнал и подосна бил протеран на Патмос. Значи, на отровот Патмос во Грција. Јаков големиот му била отсечена главата во Ерусалим. Како умрели останатите апостоли? Јаков малиот фрлен од врвот на храмот и претепан до смрт со палка. Вартоломеј жив одран. Андреј врзан на крст, од кој што проповедал на своите гонители, се додека не умрел. Тома прободен со копја во источна Индија. Јуда убиен со стрели. Павле различни мачења и прогонства. На крајот Нерон во Рим ја отсекал главата. Гледате, сатаната, ѓаволот сакал на почетокот, кога Христос заминал на небото, апостолите еден по еден умирале, но како на зверски начин, за да се уплашат следните следбеници христијани. Да кажат, не, ако ние бидеме, ако веруваме на овој начин и нам нешто ќе не се случи. Ѓаволот сакал во нивните коски да внесе страв, за да веруват на погрешен начин. Но, почитувани, наместо да ја уништи ѓаволот, Божјата црква, прогонствата станале средство за нејзино растење. Познато ни од историјата, подосна ќе ги спомнеме и Мартин Лутер, Јан Хус, кои биле убиени на зверски начин, спалени во оган, меѓутоа нивната пепел која била фрлена во реките како Рајна или другите европски реки, символично се посело семето и многу други христијани станале следбеници на Мартина, на Хус, на Јероним и на останати реформатори во средниот век. Тогаш ѓаволот ја сменил својата тактика. Кога не можел со сила, кога не можел однадвор, сега ќе почне однатре. Сатаната ја менува, почитувани, тактиката. Сатаната одлучил да се придружи на црквата и да ја расипе однатре, токму затоа што не може да ја уништи. И ќе видиме малце подосна како сатаната ќе покуша однатре ќе покуша да ровари во самата христијанска црква, да внесе раздори. Затоа апостол Павле во Солуњаните упатува совет до црквата апостолска, вели, браќа, внимавајте, однатре ќе дојдат, како ги нарекува? Овци во чии кожи? Волци во овчи кожи. Ќе покушат однатре да ја срушат Христовата црква. И сега што се случувало со христијанската црква во текот на средниот век? Ајде да читаме, еве го тој текст. Никој да не ви измами на ниеден начин, вели Павле, зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на беззаконието, синот на погибелта. Гледате, почитувани, во првите 300 години христијанската црква била чиста, кристално чиста, немало примеси, немало паганство, немало идолопоклонство, била чиста, изворна христијанска наука проповедале. Тоа било проповедање учењето на Исус Христос и неговите апостоли. Меѓутоа, кога црквата склучила сојуз со државата,
Паганството почнало полека, но сигурно да навлега во црквата. Традицијата, учењата. Еве сега, овде ќе може заеднички да прочитаме кои се тие точки кои на жалост на мала врата влегле во христијанството и влегле, односно пуштиле таков корен што ден денес тешко тоа да се искорне. Еве ги тие работи кои се случиле некаде веќе во 4. век. Црквата полека отпаѓа од вистината. Паганството станува, може да кажеме, традиција. Да не ги спомнувам сите години, ги имаме овде на сликава. Прогласен законот за недела, познато е 321 година од цар Константин, кој со печат, со декрет забранил да се слави 7-миот ден саботата. Со сила можело, односно требало се прифати неделата, првиот ден во седмицата како Божји ден. Еве Велик ден. Погледот на Вавилонската божица Иштар. 325 година. Божик, роден ден на Вавилонскиот бог на сонцето Тамуз. Сега да не трошиме време, знаеме кој бил Тамуз. Мајка му Семирамида. Изборот Т, и од тука води крстот потекло. Првата буква Т. Кога умрел Тамуз, неговата мајка рекла, не, тој не е умрен, тој отишол горе на сонцето. И затоа луѓето пошла да го обожаваат сонцето, се свртеле кон сонцето. И така сега тоа се историски податоци. 376 година папата Понтифекс, погледот на вавилонскиот култ, значи зема титула, обожава на Марија, крштева на мали деца. Гледате, историски доаѓаме до 1545 година. Традицијата е изедначена со Библијата. И денеска луѓе веруваат повеќе на традицијата отколку на Библијата. Зошто? Па гледате колку години поминал, колку векови. И кој денеска може да го убеди човекот дека традицијата не е важна? Библијата е важна. Чистилиште прогласено за догма. 1439 година. Во текот на средниот век повторно е воведено прогонството на правата на вистинската црква. Овде сатаната, значи, ќе удри уште посилно. Ќе предизвика прогонство на Божиот народ. Ѓавот пратил поплава од армии против они кои одбивале да ги прифатат паганските учења и обичаи. И секој кој одбивал да се поклони или да биде дел од римската актуелна тогашна црква, бил протеран или убиен. Каде отишла правата црква кога била изложена на прогонство е следново прашање. Еве го текстот кој ќе ни каже каде побегнала црквата. А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога. И се дадоа на жената 2 крилја, како на голем орел, за да одлета во пустината на свето место. Очигледно, овој период е 1260 години. Овде во Данило и во Откровение се повторуваат тие години. За да одлета во пустината, е го текстот, на своето место, каде ќе се храни време, 2 времиња и половина време далеко од лицето на земјата. Овие времиња означуваат, според Откровение и Данило, 1260 години. Всушност, од 538 година, римскиот император Јустинијан издал декрет, ја наметнал силата и присутноста на папството. Од тогаш почнало прогонство. Секој кој не припаѓа во нивната црковна заедница ќе биде убиен, односно прогонет. Декретот ги принудувал вистинските Христови следбеници да бегаат од големите градови во Европа и да наоѓаат прибежиште во планините, пештерите, во помалите места или во некои други држави да побегнат, како на пример Италија, Франција, Британија, Швајцарија, дури до Средниот Исток. Тамо се тие пустини, што вели текстот. Побегна жената во пустина. Значи тоа се оази, тоа се места кај што можеле слободно да исповедат својата вера во Господа. Црквата во почетокот почитувани се состоела од групи, од верници кои му станале верни на својот Бог по цена на нивниот живот. И овде се појавува сега реформација. Љубовта кон вистината се јавила во срцето на луѓето, како што биле Мартин Лутер, еве ги, Џон Виклиф, Жан Калвин и Јан Хус. Библијата била преведена на народните јазици и народите почнале да ги разбираат библиските пророштва. До тогаш немале Библија. Библијата била на латински јазик и луѓето не разбирале латински јазик. Биле духовно слепи
и можеле лесно да бидат лажени или прелажени од нивните водачи. Но кога овие реформатори ја превели Библијата на народен јазик, на луѓето им се отвориле очите, почнале да размислуваат и да веруваат онака како што тоа Бог го барал од нив. Откровението на вистината било прогресивно. Значи, во почетокот Бог не ја открил вистината одеднаш, него етапно, чекор по чекор, за кој ми ќе видиме како тоа Бог го правил. Духот на реформацијата се ширела низ целиот свет, се додека не било воспоставена Божјата црква на последното време. Црква која се вратила на сите правобитни учења на христијанската црква. Еве како историјата запишала, почитувани, може заеднички да прочитаме, како скалесто, гледате овде скала, како Бог ја открил вистината чекор по чекор. Зошто чекор по чекор? Па затоа што отеднаш луѓето не би биле подготвени да го прифатат. Одиме, значи, одолу. Еве скалата почнува одолу, така? Првото скалило. Црква без папа. Православните се борели против тоа, да нема папа. Тие тоа го протуркали, би рекол, или почнали да веруваат. Понатаму, авторитет на Библијата, обединети браќа. Англиканците ги отврли иконите, киповите и обожавање на Света Марија. Лутераните верувале во спасение со вера. Тоа е геслото на Мартин Лутер, така? Понатаму одиме на презбитеријанците, отврлување на формална религија. Баптистите го прифатиле библиското крштевање. Ден денес тие се крштават возрастни, онака како што Бог бара. Методистите се бореле да се црквата одводржават и да се врати, како Џон Весли што проповедал, да се вратиме на 10 заповеди. Потоа се појавуваат адвентистите, кои го пропагират второто Христово доаѓање. И тие го земат во своето име адвентисти, значи чекатели. И понатаму доаѓаме до адвентистите на 7-миот ден, саботата и тројната ангелска вест. Гледате, почитувани, како прогресивно, полека, чекор по чекор, Бог ја откривал вистината. И затоа сатаната ќе се разлути уште повеќе. Ќе му биде многу мака, гледајќи како една мала група на реформатори почнале се повеќе и повеќе да се заселуваат и да ја проповедат вистината. Како се однесува ѓаволот спрема Божјата црква на последното време. И вели се разневи змевот на жената и отиде да војува со другите од семето нејзино, што ги пазат Божите заповеди и го имат сведоштвото на Исус Христос. Гледате, ѓаволот посебно се разгневил на кого? На остатокот од семето нејзино. Значи, остатокот, таа жена која била прогонета, имала своји деца, остатокот вели, они кои ќе ги држат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исуса Христа. Ѓаволот знае што работи. Тој има свој план. Ѓаволот ќе стори се што е во негова моќ, почитувани, да ги измами и да ги обесхрабри луѓето, оние кои се вистинските, кои припаѓаат на Бога, да се острнат од страв за да не бидат прогонети. Ајде да видиме сега и да кажеме неколку зборови за Божјата последна црква. Кои се тие особини, почитувани, што треба да ги знаеме, за да ја откриеме, да ја препознаеме последната Божја заедница или црква? Повторно ќе го читаме текстот. И се разлути змевот на жената и отиде да војува со другите од семето нејзино, што ги пазат Божите заповеди, овде вели текстот, и го имаат сведоштвото на Исуса Христа. Овде треба малце да подзастанеме и да кажеме дека Откровение 12 глава ја опишува историјата на Божјата црква од времето на Исуса Христа. Ова глава завршува со зборовите остаток од семето нејзино. Значи, тоа е последната црква која го представува Исуса Христа и неговата вистина во завршните моменти на времето пред Христовото доаѓање. Бог дал известни, може да кажеме, знаци или белези по кои ќе ја препознаеме вистинската црква. Црквата на адвентистите на 7-миот ден верува дека Бог има припадници на својот спасен народ во сите цркви. Значи, Бог има овци на секаде, вели Библијата. Меѓутоа, Бог посебно го покранал движењето на адвентистите на 7-миот ден, за да се представи себе си и својата завршна порака во последно време. Значи, Бог
pokrenal движење, еден народ кој се нарекле адвентисти на 7-миот ден. Значи 7-миот ден е сабота. Тие имаат обврска да го представат Бога во вистинското светло, онака како што Бог кажува. Вечниот принцип гласи дека ние не одеме во црква за да ја пронајдеме вистината, туку се свртуваме кон Библијата да ја пронајдеме вистината. Ако ќе ја најдеме вистината, ја бараме црквата која ја учи таа вистина. И затоа, почитувани, црквата на адвентистите на 7-миот ден ги следи верувањето на Библијата од почетокот па до крајот. Црквата во пустината едноставно ја пренесува таа Божја порака. Биле прогонувани, но вистината останала кај нив. И затоа, некаде во 19. век, службено, црквата на адвентистите била организирана 1863 година. Значи, Бог подигнал движење. Една црква која има име и презиме, а тоа е црквата на адвентистите на 7-миот ден, 1863 година. Бог ја подигнал за да ја обнови таа погазена вистина која била погазена во минатото. Ке спомнеме сега 9 клуча по кои треба да ја препознаеме вистинската црква. Број 1. Вистинската црква треба се појави после 1798 година. Доказ, христијанската адвентистичка црква може да ги следи своите верувања наназад преку црквата во пустината се до правата христијанска црква. Иако видливо се појавила, значи, во средниот век, во средината, на 19. век и била службено организирана 1863 година. Овде имате на скицава, значи, година кога папата добива мок и кога 1798 година папата добива смртна рана. Тоа се тие 1260 години. Меѓутоа, првиот клуч не открива дека Бог подигнал своја црква. Вториот клуч, таа ќе верува во првобитните учења на христијанската црква, вклучувајќи ги сите 10 заповеди. Значи, заедно со четвртата оригиналната кога зборува за саботата. Христијанската адвентистичка црква е продолжение на реформацијата, со правилото да ја зема Библијата и само Библијата, како единствено мерило за верата, таа ги обновила сите основни вистини на првобитната христијанска црква. Значи, ние ги следиме сега тие клучеви за откривање на вистинската црква. Спасение, значи, со благодат, ќе биде втемелена на Исуса Христа и на радостната вест на Евангелието. Христијанската адвентистичка црква верува дека спасението е целосно, 100% втемелено на жртвата и заслугите на Исус Христос. Ништо не е наше. Да, ние треба да бидеме добри, треба да се трудиме, треба да живееме според Божите принципи и правила. Но спасението е 100% Исусово. Ние како црква тоа го застапуваме и веруваме. Значи, ние се спасуваме благодарение на Христовата правда, односно жртва и неговите заслуги. Понатаму, број 4. Таа верува во сите 10 Божи заповеди, вклучувајќи, како што спомнав, и четвртата. Христијанската адвентистичка црква ги проповеда и ги држи сите 10 оригинални заповеди. Бидејќи често пати ние спомнуваме дека и другите имаат 10 заповеди, но ако отворите во нивните доктрини, ќе видите дека четвртата е тргната, 10-та е поделена на 2 дела, или место сабота пишува недела, а кај што вели да не се кланяме на икони и на кипови, е тргната таа заповед, а 10-та поделена на 2 дела и повторно има 10 заповеди. Значи, кога ќе ја бараме вистинската црква, треба да видиме дали тие во своето учење и верување ги имаат оригиналните 10 заповеди, а тоа е, значи, саботата или шабат. Одиме на петиот клуч. Таа ќе му ја објавува последната порака на светота. Која е последната порака? Тој тројната ангелска вест, која вели пораката на тројцата ангели од Откровение 14 глава се наоѓаат во средиштето на веста и мисијата на црквата на христијанската адвентистичка црква. Клуч број 6. Таа ќе проповеда дека смрт е мирно почивање се до воскресението. Има луѓе кои денеска веруваат дека смртта ништо не е. Само тоа е продолжение да човекот продолжи таму некаде на небото, во некој друг облик, дека душата продолжува да живее. Библиски тоа не држи.
Библијата зборува дека човек кој ќе умре оди во непостоење. Значи, нема душа која обстоја во некој друг облик горе на небото. Црквата на адвентистите на седмиот ден учи онака како што и верува како што Бог вели во Библијата. По смртта човекот останува во гробот се до своето воскресение. Седмиот клуч, таа ќе биде глобално движење кое проповеда по целиот свет. Христијанската адвентистичка црква е активно вклучена во проповедање на Евангелието во 220 земји во светот, практично во секоја земја во светот. Значи, почитувани, Божја црква ќе ја проповеда вистината на сите жители, на секој племе, колено, јазик и народ. Црквата на адвентистите е распостелена, овде гледаме глобус горе, значи во целиот свет, скоро нема држава, нема град, кај што нема представници или верници на христијанската адвентистичка црква. И одиме на 8-миот клуч кој вели, таа ќе верува во зборовите на пророците и ќе има пророчки дар во својата средина. Ова може би малце некои тешко го разбираат. Но еве ќе покушам тоа да го објаснам онака како што Бог го кажува. Христијанската адвентистичка црква верува верува во Библијата и само во Библијата како темел на својата вистина. Значи, ние како верници на христијанската адвентистичка црква своето верување го темелиме на Библијата. Но еден важен аспект на библиската вистина е и дарот на пророштвото. Бог во црквата, во рамките на својата црква на последното време, ќе покрене пророк во својот народ. Ние како црква ја препознаваме Елен Вајт. Во рамките на црквата Бог подигнал посебен весник, Елена Вајт, како еден од пионирите на црквата. Списите на Елена Вајт не ја заменуваат Библијата. Ќе повторам, списите на Елена Вајт не ја заменуваат Библијата, туку ја поддржуваат и ја издигнуваат Библијата. Во своите списи Елена Вајт зборува дека Библијата е центар и темел на секој разбирање. Тоа е тоа големо видело како таа што вели. Меѓутоа, низините списи ни помагаат да тоа видело полесно го разбереме. Секако, ние ќе се спасиме и без Елена Вајт, да не сме познавале. Но кога веќе познаваме низините списи, ќе ни помогнат уште повеќе да се засили нашата вера, да се засили нашиот однос кон Бога, за да дознаеме многу подобро работи, подобро да ги запознаеме работите, бидејќи таа ни ги објаснува повеќе, подлабоко и пошироко. Пророштвото е од животно значење за обезбедување, почитување на правилно разбирање на Бога и на нашата еднина. И затоа последната црква, Божја црква, ќе биде и ќе има, значи, како што вели текстот, сведоштво Исусово, символ со кој е представен духот на пророштвото. Секоја црква која е Божја црква во последните денови ќе има и во својата средина, како што се вели, посебен духовен дар, а тоа е дарот на пророштвото. Ние го препознаваме тој дар во ликот на Елена Вајт. Но, ево уште едно прашање. Колку црковни организации Исус сака да има нова земја? Овде пишува еден пастир, еден Господ. Нема 100 цркви, нема 1000 движења. Еден е Господ, едно крштевањето и една е Христовата црква. Овде пишува дека едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера и едно крштевање. Почитувани, последно што Бог би сакал е тоа да има стотици религии. На Бога тоа воопшто не му се допаѓа. Тоа е дело на сатаната, за да ги разводни луѓето, за да ги збрка луѓето, да не знаат по кој пат да фатат. Тоа е дело на сатаната. Вистинската трагедија е тоа што има многу цркви, учења, обичаи и начини на живот. Бог сака да има една црква, овде пишува. Една е верата, едно е крштевањето. Црквата која е втемелена на трите столба на вистината на Исуса Христа, на Божјата реч и на 10 заповеди. Таа е вистинската црква. Ќе повторам уште еднаш. Вистинската црква, почитувани, е она која се темели на Исуса Христа. Не на обичаите, не на традицијата, на Исуса Христа. Второ, на Божјата реч, се мисли на Библијата. И трето, на 10 заповеди. Секако 10 заповеди нема да не спасат, но тој е темел кој ни укажува, кој ни помага да сватиме дека сме грешни, бидејќи 10 заповеди се подели на 2 дела. 4
заповеди го регулираат нашиот однос кон Бога, а останатите 6 однос од човек кон човек. И одиме на следниве прашања. Бог го опишува конфузниот систем на религијата во последните денови како Вавилон. Кој повеќе им го упатува Исус на оние кои се наоѓаат надвор неговата последна црква? И чув друг глас од небото како вели: излезете од неа, луѓе мои, за да не сочувствувате во гревовите неизини и да не добиете од казните неизини. Реков на почетокот дека ние како црква веруваме дека Бог има свој народ и во околните и во другите верски заедници. Но ќе дојде ден, ќе дојде време кога тие мора да послушат, мора да ги приметат тие знаци кои се потребни за да ги прифатат тие библиски темелни верувања, за да излезат оттаму и да отидат во Христовата црква. И други овци имам што не се од ова трло и нив треба да ги приберам и ќе го чујат гласот мој и ќе биде едно стадо, еден пастир. Бог сака, почитувани, да имаме едно стадо, да имаме еден Бог. Зборот црква доаѓа од грчкиот збор еклезија, што значи повикани да излезат. Значи Бог има свој народ, своји припадници во другите верски заедници, но ќе дојде ден кога тие треба да излезат. Тоа е во суштина зборот црква, еклесија. Луѓе кои сакат и кои живеат во согласно со светлоста што имаат. Но ќе дојде ден кога тие треба да припаднат во едно стадо, да имат еден пастир, а тој е Христовата последна црква. Почитувани, наскоро ќе имаме само 2 глобални религии. Значи само ќе има 2 религии. Една ќе го обожава и ќе го слуша Исуса Христа, а другата што ќе прави? Ќе ги обожава и ќе ги слуша религиските сили во светот. Сега е време да го чуеме или да го слушнеме Божиот повик, Исусовиот повик и да ја разбереме Божјата последна црква. Да ја избереме Божјата последна црква. На кого ние ќе го дадеме својот глас? За кого ние ќе се определиме? Дали за Божјата црква или за она така наречена традиционална црква, исполнета со обичаи, исполнета со пагански ритуали и работи кои нема темел во Библијата, во Светото писмо. И затоа ќе поставиме сега 3 факти што треба да ги запомнеме при крајот на ова предавање, почитувани. Важен дел од настојувањето да бидеме христијани е да бидеме активни верници на Божјата црква. Кога сме ние веќе дел од некоја верска заедница, мора да бидеме активни, не пасивни. Не само 2 пати да одиме во црква во годината. Има луѓе кои припаѓаат во некои верски заедници, одат само, сега ќе биде Великден, или на Божи кога ќе биде, едноставно само на 2-3 предавања или одат во црква да се помолат или кога има некој погреб и така натаму. Не, кога ние припаѓаме во Христовата црква, ние треба да бидеме активни. Тоа е и за нас добро, да може нашата вера да расте, помагајќи на другите и ние на себе си помагаме. Второ, во текот на целата историја Бог секогаш имал своја црква. Немало момент, немало временски период кога Бог немал своји представници. Може би не со име со презиме, но сепак поединци Бог имал. Сеќавате во Албанија колку години беше тој еднопартиски систем? 40-50 години. Таму црквата, верата беше забранета со закон. Меѓутоа кога падна комунизмот, кога многу движења се појавија таму, односно мисионери отидоа во Албанија да проповедат и пронајде една госпоѓа, стара жена, некаде 70-80 години, цел живот верувала во Бога. Си одвојувала и дарови, ги чувала парите дома. Се минувале неколку пати тие пари по важност. Ја изгубили својата важност. И кога дошле мисионерите кај неа, пронашле, таму верувала на Господа, ја држала саботата, читала во Библијата, само немала другарки, немала другари, немало верници со кои да комуницира, зашто црквата била забранета, луѓето дома си правиле домашна црква. Но кога паднал тој систем, тогаш се појавиле и други верници, анонимци, кои биле дома верници, му се молеле на Господа и тогаш се соединеле и формирале заедница, црква која го следи Христовиот пат. И затоа
Бог секојаш имал своји представници. Бог има и денеска своји представници. Христијанската адвентистичка црква е Божја црква за овие последни денови. Бог ја подигнал. Но прифаќајќи ги и претходните светла што били откриени, сеќавате, на скалилото го гледахме. Значи, сите тие вистини тие ги прифатиле. И сега Божјата вистина е комплетирана, почитувани. Бог ја комплетирал, сега имаме комплетна вистина, вистина која може да не однесе 100% кај Исуса Христа. Би сакал да завршам со еден пример. Од првиот ден на обуката, сите сватиле дека Дезмонд Дос, херојот од Втората светска војна, е поразличит од другите војници. Имаше лани снимено и филм за овој американец. Има и книга на македонски преведено, може да ја најдете да ја прочитате. Не само што клекнувал кај својата постела да се моли, туку секој ден ја читал Библијата. Бил на фронт, главата можел да му летне, што се вели. Дос одбил да носи оружје. Бил американски војник, одбил да носи оружје, замислете. А бил на првата линија, на првата борбена линија. Одбил да носи оружје и никогаш не вежбал ниту работел во текот на 7-миот ден на седмицата. Во сабота не работел. Иако лекувал во саботите како што тоа го правил Исус Христос. Неговите другари војници го исмејувале, го предизвикувале и го мачеле. Дос се чувствувал осамен. Чувствувал дека сите се против него. Во еден момент, еден од неговите официри се обидел да го отпушти од војска, сметајќи го ментално болен. Меѓутоа не поминало долго време, а овој војник, почитувач на саботата, прогласен бил за човек кој е пратен од самиот Бог во нината чета, во четата која се наоѓала на првата борбена линија. Дури кога снайперите го насочувале својот оган кон него, тој понатаму се изложувал на жестока битка. Иако и самиот бил ранет со дел од граната, замислите, излекол 50 ранети војници на сигурно. Одел таму, ги влечел, ги носил, ги спуштал долу на сигурно. По тие скалила кои постоеле во тоа време. Значи, го ризикувал својот живот, а немал пушка да се брани. Едноставно, само бил облечен како војник. Дезмонд Дос станал единствениот неборец кој примил орден на честа на Соединетите американски држави. Интересно, во Втората светска војна секако. Дос го прославил Бога со тоа што ги држал неговите 10 заповеди. Дури тогаш кога тоа требало, односно бил во опасност. Тој сметал дека послушноста е важен дел од љубовта кон Исуса Христа и поправо би умрел отколку да прекрши една од неговите заповеди. Дезмонд Дос бил во малкумина, почитувани, но тој останал верен, иако бил сам, во сета чета и покрај смејувањето. Иако неговиот живот висел на конец и бил ранет, како што спомнав, тој останал на Божја страна. И затоа денеска, прашен за нас и апел до сите нас кои не слушат, а и ние овде кои сме во оваа сала. Ако се приклучиме почитувани кон Божјата црква, и ние можеби ќе се соочиме со противење, може некој ќе не направи ваков дека сме, ќе ни настави некоја етикета, ќе рече па зарем си ти попаметен од останатите, гледај другите во што веруваат, зошто си поразличит од останатите. Дезмонд на тоа не се осврнувал. Го исмејувале, го плукале, дури ментално го направиле кај болен, само да го отпуштат од војска, но тој останал до крај. И благодарение на неговата пожртвовеност, 50 негови другари ранети биле спасени од сигурна смрт. Што би се случило, почитувани, ако и ние го прифатиме Христа? Ако и ние се определиме за вистинската црква? Од една страна можеби ќе имаме и проблеми, но од друга страна ќе имаме прекрасна радост, ќе имаме исполнет живот, ќе имаме исполнето срце, ќе имаме мир во својата душа и ќе имаме спасение секако еден ден со Исуса Христа. Еве уште неколку лични прашања. Што би му кажале на некој кој мисли дека не е важно во што верувате или на која црква и припаѓате, се додека сте добра личност? Битно е да знаеме во која црква припаѓаме. Дали она црква е добитната, која добива, она црква која го следи Христа, она црква која ги има сите атрибути и белези на Библијата, што Бог ја оставил. Многу е важно
Много е важно, почитувани, да припаѓаме во вистинската црква, односно да живееме онака како што Бог баре од нас. Колку вам ви е важна Божјата црква? Што мислите, зошто црквата му е толку важна на Бога? Црква како црква не спасува да бидеме начисто, но црква која верува по началата на Исуса Христа ни помага да нашата вера расте, да наша духовност биде силна и така растејќи во верата. Растејќи во верата, ние ќе се сретнеме еден ден со Исуса Христа кој ќе дојде на облаците. И затоа вели овде, зошто црквата му е толку важна на Бога. За таа црква Христос го дал својот живот. На друго место вели, кој гиба во вас, како да гиба во зеницата моја. А гибнете во вашите зеници, почитувани во вашите очи. Колко е тоа чувствително. Бог сака и ја чува својата зеница на ова земја. Зашто таа зеница ја шири радостта вест, дека Христос ќе дојде наскоро и ќе не земе да бидеме со Него во вечноста. И третото прашање, ако одлучите да се придружите на Божјата црква, како на таа ваша одлука ќе реагира ѓаволот. Значи, како ќе реагира ѓаволот? На кои се начини ќе се обидува да ве рани, да ве обесхрабри? На кој начин може да се подготвите за неговите напади? За овие прашања не треба да размислуваме негативно. Нека мисли ѓаволот. Кога ние ќе се определиме за Христа, тамо вели кој е со Христа, тој е ново создание. Кога ние ќе се определиме за Христа, што се случи? Ние сме на Божја страна. И затоа не треба да се плашиме. Бог ќе не штити според неговото ветување. Тој ќе не даде сила да издржиме во секој искушение. Исус не сака. Исус не повикува да се придружиме на неговата црква на последното време. Дали сме одлучили да и се придружиме на таа црква и да ја објавуваме Божјата последна порака на светот? Мојот одговор е да. Нека тоа биде, почитувани, и наш заеднички одговор. Да се одлучиме, да следиме, да припаѓаме во онаа црква. Црква на последното време. Црква која ги држи 10 заповеди. Црква која мисионира, која има тројната ангелска вест. Црква која е добитна. Господ нека не благослови, нека ни помогне во тоа. Амин.